Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Еве ги настаните кои го одбележаа денешниот ден. Избрана фирма концесионер за дислокација на згурата од топилницата. Велешани најпосле ќе дишат чист воздух. 4 регионални инфраструктурни проекти ќе се реализираат во Велес, Росоман, Неготино и Демиркапија. Започнаа градежни активности за уредување на крајбрежјето на езерото Младост. Ќе се поставува урбана опрема на изградените пешачки патеки. Избрана фирма концесионер за дислокација на згурата од топилницата. Велес ќе прерасне во здрава и чиста животна средина, а Велешани најпосле ќе дишат чист воздух. Концесијата на фирмата е доделена за надоместок од 1,3 милиони динари во рок од 10 години. Велес ќе прерасне во здрава и чиста животна средина, избран најповолен понудувач за дислокација на згурата Црниот рид, кој со години ја загадува општината како последица од 3 децениското работење на топилницата. Троската ќе отстранува компанија чија дејност е собирање и примарна преработка на отпад кој содржи метали. Екоцентар 97 е единствената фирма која се огласила на јавниот повик на Министерството за економија. Концесијата е доделена за надоместок од 1,3 милиони денари во рок од 10 години. И очекувам да во текот на неколку наредни денови дојдат и го посетат нашиот град, да се договориме околу динамиката, начинот, заедно со службите од животна средина на општината, заедно со сообраќајниот инженер, што е нестојен услуг во секое време, за начинот, за транспортот, време траењето, кое време ќе се носат, како ќе се транспортираш гурата и дефинитивно очекувам да во наредниве 2-3 години тој проблем биде решен за Велес. Велешани долг период беа жртви на загадувањето од оваа депонија. Истата истовремено е причина за многу здравствени проблеми на граѓаните. Тие пред камерата на К1 изразија задоволство што најпосле во Велес ќе се диши чист воздух. Само да кажам дека многу ќе значи. Да, многу ќе значи. Супер, ќе биде најдобро нешто. А рак рана ќе нема, ќе поздрав воздух ќе има, подобро луѓето ќе се осеќаат. Сега е како атомска бомба. Сета прашина, па нормално сета прашина највеќе на децата влие, на сите. Секој да го прашаш кој дел од градот ќе ти каже дека е задоволен тоа што ќе се острани. Тоа е најважно и најубаво да оставиме еколошко свест на младите и добар да биде воздух, да може да графитираат нормално во градот, да може да диша. Задоволно е тоа, убаво е тоа. Не е лошо да се изтргне таа жгура од отен што е. Би било многу подобро него што е сега. Од локалната самоуправа информираат дека во наредниот период фирмата концесионер треба да ги добие сите потребни дозволи за да ја започне дислокацијата на згурата. Мора да извадат во наредниот период десетици елаборати за начинот на експлоатацијата, за преместувањето, за транспортирањето и сите оние дозволи што им се потребни. Јас само можам да изразам задоволство што дефинитивно почнува решавање на еден горлив проблем кој што со децении и децении ги мачеше граѓаните на општина Велес. Депонијата на локалитетот Баш Колиби е една од црните еколошки точки во Македонија. Според стручните проценки, таа е тешка 1,7 милиони тони и содржи 8% цинк, 1% олово, како и кадмиум, со што се овозможува економска експлоатација. Општина Велес во рамки на прекугранична соработка ќе ја подобрува вработеноста, културното наследство, патната инфраструктура и заштитата на животната средина. Јавниот повик е отворен до 31 март. Јавен повик за прекугранична соработка со Република Грција објави Министерството за локална самоуправа. Заменик министерот Љупчо Пренџов на средбата со градоначалникот Славчо Чадиев ги представи сите придобивки кои ги нуди соработката. Воедно напомена дека општина Велес е лидер по изработени и добиени проекти во Вардарскиот регион. За општина Велес има еден прекрасен проект кој што ќе биде
значаен пред се за бизнис секторот овдека од регионот. Тој ќе биде доставен до нас како Министерство за локална самоуправа, односно до Бирото за регионален развој, каде што ќе се аплицира за асфалтирање и комплетно уредување на индустријската зона овдека во Велес, што би требало да значи и привлекување на што е можно поголем број на не само странски, туку и домашни инвестиции. Како што појасни Пренџов, ова е прв повик за новиот 5-годишен период, а досегашната реализација е 85%. Градоначалникот Чадиев го запозна заменик министерот за сите досегашни проекти кои се реализирани во рамки на прекограничната соработка. Имаме неколку проекти од општина Велес за прекограничната соработка, ќе ги оцениме кои што се со најголеми шанси да добијат, бидејќи имаме ние готови изработени проекти, само ќе кажам за 2-3. Значи имаме готов проект за канализационен систем во населеното место Сливник, каде што сега го завршуваме, во завршна фаза ни е водоводниот систем и би сакале целокупниот процес да го завршиме за да можеме да ги асфалтираме, тампонираме, бетонираме улиците во тоа населено место. Право на учество имаат сите невладени и непрофитни организации, како единиците на локалната самоуправа, Центарот за развој на Вардарски плански регион, сите основни и средни училишта, детските градинки, здравствените домови. Владеачката ВМРО ДПМН со трибина во Росоман и Неготино. Во живо во овој дневник ја вклучуваме колешката Мартина Митков. Мартина, дали се слушаме? Да, студио се слушаме. Во моментов во Домот на културата Ацко Ѓорчев во Неготино трае трибината на Македонија и треба твојата идеја. На трибината како во Росоман, така и овде во Неготино присуствуваат високи представници на ВМРО ДПМН, предводени од вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески. Ставрески порача дека, како и досега, најголем акцент ќе биде ставен на економијата и на инвестициите, со цел да се зголемува бројот на вработеноста. Тој се осврна на повеќето проекти кои овозможуваат подобар живот на граѓаните. Една од добрите работи што се случија во овој регион за Росоман, Неготино и Кавадарци е фабриката Дрекселмаер со 6000 вработувања, рече Ставрески. Потоа го напомена најновиот и актуелен проект за млади, Купи куќа за млади. Изјави дека и во иднина ќе продолжат да се грижат и за земјоделците, и за пензионерите, и за младите, и за сите граѓани во општеството, со истото темпо како досега, така и понатаму. На трибината во моментов присуствуваат голем број на граѓани кои што подоцна се очекува да ги кажат своите предлози, сугестии и идеи кои пак ќе бидат вградени во предизборната програма за периодот 2016-2020 година. Студио, од мене толку, а многу повеќе детали и информации и за двете трибини граѓаните ќе слушнат во утрешните вести на К1 телевизија. Јас ти благодарам, Мартина, за ова јавување, ние продолжуваме понатаму. Винарската визба Тиквеш го промовираше процесот на производство на врвните вина, како и новите инвестиции. Генералниот директор Игор Илиевски истакнува дека нивната определба за промоција на македонското вино во светот останува клучна стратешка определба, затоа што само така можеме да направиме исчекор на светската сцена како компанија, но и како Македонија, вели Илиевски. Една од најголемите и најстарите винари на овие простори, винарската визба Тиквеш го промовираше процесот на производство на врвните вина, како и новите инвестиции во винарницата. Дека 2015 година била доста успешна, говори самата определба за континуирано инвестирање со цел подобрување на квалитетот на производството на врвно вино. Нашата определба за промоција на македонското вино во светот останува клучна стратешка определба, зашто само така можеме да направиме исчекор на светската сцена и како компанија и како Македонија. Македонското вино е стратешки производ и ние веруваме дека со него Македонија може да биде препознаена во светски рамки, истакна генералниот директор Игор Илиевски. 2015 беше исклучително успешна година за Тиквеш. Тоа набрзо ќе го видите по објавените резултати на берзата, каде што и на домашниот пазар, меѓутоа поготово на извозните пазари успеавме да оствариме зголемен пласман, успеавме да направиме пробив на нови пазари. Инаку повеќе од една деценија винарската визба Тиквеш интензивно работи на реализацијата на стратегијата која го фаворизира квалитетот наспроти квантитетот во производството на вино. Во реализацијата на ваквата стратегија досега се инвестирани над 30 милиони евра.
Овие средства се вложени во сите клучни сегменти кои овозможуваат производство и пласман на висококвалитетно вино во шишиња, вклучувајќи го и производството на грозје, преку примена на најсовремени агротехнички мерки со кои се обезбедува висок квалитет на грозјето. Остануваме посветени на определбата годините што се пред нас да го зголемиме обемот на продажба пред се на странски пазари и неговото учество во вкупната продажба да расте, бидејќи тоа е единствениот начин на кој што можеме да очекуваме долгорочна одржливост и раст на бизнисот. Паралелно со инвестициите во сопствените лозови насади кои овозможуваат комплетна контрола врз квалитетот на грозјето и производство на уникатни врвни вина, винарската визба Тиквеш со голема упорност и енергија преку едукација и соработка гради долгорочни односи со лозарите, создавајќи партнери во долгорочниот заеднички успех. Четири регионални инфраструктурни проекти ќе се реализираат во општините Велес, Росоман, Неготино и Демиркапија, најави раководителот на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион. 4 регионални инфраструктурни проекти Центарот за развој на Вардарски плански регион планира да реализира во соработка со Националниот совет за рамноправен и регионален развој. Станува збор за проекти кои ќе се реализираат во општините Велес, Росоман, Неготино и Демиркапија. Предлага Националниот совет од владата да одобри 26 милиона 359 384 денари за 4 регионални инфраструктурни проекти. Овие проекти очекуваме во наредниот период да ги одобрат од владата и ние како Центар за развој на Вардарски плански регион да склучиме договор со Бирото за регионален развој со Министерството за локална самоуправа и во наредниот период тие проекти да ги имплементираме. Министерството за локална самоуправа преку јавно-приватно партнерство со швајцарска владина агенција АГИС изработи заеднички проект за поттикнување на иновациите и развивањето на креативниот дух. Станува збор за проект преку кој ќе се поттикне иновацијскиот дух кај учениците и студентите. Да се разговара со директорите на основните и средните училишта и до факултетите онаму каде што ги има во градовите од овој регион на Република Македонија, да секое она дете кој што има определен афинитет кон определен предмет или определена сфера има на интерес, да центарот тоа го препознае, се разговара и преку сите механизми кои што им стоат на располагање проба да се однесе во определена приватна фирма во тој регион за да види тоа што тој сака да го работи, како се работи во пракса. Заменик министерот Пренџов преку примери посочи дека иновациите се значаен дел во градењето на економскиот развој. Во моментов Центарот за развој на Вардарски плански регион ја подготвува стратегијата за иновации која треба да биде готова до крајот на месец март. Започнаа градежни активности за уредување на крајбрежјето на езерото Младост. Ке се поставува урбана опрема на изградените пешачки патеки. Проектот вреден 5,5 милиони денари е финансиран од Агенцијата за рурален развој. Се уредува крајбрежјето околу езерото Младост. Во тек се градежни работи за поставување на урбана опрема на првата линија пред езерото, како и на изградените пешачки патеки. Активностите се дел од проектот финансиран од Агенцијата за рурален развој со средства во висина од околу 5,5 милиони денари. Фирмата изведувач интензивно работи за комплетна реализација на проектот во наредните 2,5 месеци за спремно да се дочека новата туристичка сезона. Ќе имаме поплучување на 1700 метри квадратни површина, едната фаза, потоа ќе имаме на целокупниот проект околу 90 клупи поставени, потоа 39 маси, 31 корпа за отпадоци и ќе има 41 настрешница. Целокупниот проект ги опфаќа двете пешачки патеки, непосредно плажата, покрај плажата крај брежјето што се наоѓа, ќе се вклопи и со следниот проект што се работи, каде што го подкупуваме ова место за вистински туристички спортски настани во наредниот период кај што ќе се прават и стази за спортски риболов. Од локалната самоуправа известуваат дека се во исчекување на одговор од надлежна комисија која треба да ги определи локациите за поставување на веќе најавените автокампови и мотели во непосредна близина на езерото. Значи таа постапка ни е во една фаза која што треба да ги укрупниме двата плаца, бидејќи имаше два плаца, со новите да се прилагодиме према новите законски одредби за поставување на автокампови и чекаме одобрение од комисијата од Скопје
токму која што се грижи за местата каде што би биле поставени автокампови во Република Македонија. Значи има едно ново тело кое се занимава токму со таква проблематика. Очекуваме од нив сугестии како понатаму да го продолжиме целокупниот процес, а ние сме подготвени и тоа да го направиме. Општината веќе ги заврши проектите за изградба на водоводен систем и канализациона мрежа во оваа област. Континуираните активности за уредување на просторот околу езерото се очекува да придонесат за развој на транзитниот туризам. Езерото Младост е атрактивна локација која привлекува голем број туристи и посетители од земјава и странство. Продолжува поддршката на земјоделците од владеачката ВМРО ДПМНЕ. Од партиската говорница Ангел Димов ги потсети земјоделците за активните мерки кои тие можат да ги користат. ВМРО ДПМНЕ продолжува со поддршката на земјоделците. Пчеларите веќе имаат можност да аплицираат на објавениот јавен повик на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Тие можат да добијат финансиска поддршка со која им се признаваат 50% од трошоците за набавка на опрема за пчеларство. Овие мерки имаат големо значење за земјоделците од Велес и Велешко, бидејќи преку нив директно им се помага на над 200 пчелари и околу 1000 сточари кои се регистрирани во нашиот регион. Во изминатиот период, Димов напомена дека реализирана и програмата за поддршка на земјоделецот, преку набавка на трактори и приклучна механизација, како и мерката за неповратна финансиска помош за млади земјоделци во висина од 10.000 евра. Да напоменеме, во изминативе години за земјоделците во Велес и Велешко се доделени субвенции во износ преку 21 милион евра. Во Велес и Велешко се доделени на користење над 150 трактори и приклучна механизација за развој и усовршување на земјоделството. Во Велес и Велешко доделени се на користење над 10.000 хектари државно земјоделско земјиште на над 500 корисници. Димов вели дека благодарение на владината поддршка за земјоделството, бројот на земјоделци од 2008 година до денес во Велес порасна за 560. Освен директната помош во земјоделството, во изминатите години посветивме големо внимание за развојот на велешките села преку вложување во инфраструктурата, локалните патишта, селските улици, водоснабдителните и канализационите системи и останати проекти. Вложувањето во развој на руралната инфраструктура значително ги подобри условите за живот во велешките села, вели Димов. Нови 83 ваучери за новородени деца и 2 ваучери за лица над 40 годишна возраст кои за прв пат стапуваат во брак, додели денеска градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов. Општина Неготино овој проект го започна од месец август 2013 година и досега вкупно додели 583 ваучери за новороденчиња. Градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов денеска на 83 лица им додели ваучери за новороденчиња во вредност од 7.000 денари. Од нив 5.000 беа за трето дете, за кои родителите добија ваучер во висина од 14.000 денари. Градоначалникот ги додели и првите 2 ваучера во висина од 30.000 денари за лица над 40 годишна возраст, кои за прв пат стапуваат во брак. Вкупно имаме доделено околу 500 ваучери, вклучително и денешниот ден 83 ваучери за новородени деца, тоа се 583 ваучери, што продуцира со зголемување на наталитетот во општина Неготино, статистички од минатата година некаде околу 19%. Општина Неготино овој проект го започна од месец август 2013 година и досега додели вкупно 583 ваучери за новороденчиња. Родителите задоволни од оваа мерка велат дека за мало дете, особено за новороденче, паричните средства се од голема корист. Супер е мерката, значи кога со мало дете секогаш парични средства ви се од корист да имате плюс. Значи, моје прво дете, имам ќерка, 6,5 месеци, а мерката е прекрасна. Како што кажа преходниот родител, прекрасно е чувството да се родител, а пари секојаш треба за малечко дете. Имајќи предвид дека на годишно ниво на територијата на општина Неготино се раѓаат околу 200 новороденчиња, од општинскиот буџет се предвидени средства во висина од 1,5 милион денари. Општина Неготино и понатаму ќе продолжи со овие мерки со цел стимулирање на наталитетот и искоренување на белата чума.
Според програмата посветена на Недела на традицијата, Свети Трифун, која ја организира општината Меркапија и Центарот за едукација и вмрежување во туризмот Ценет, се изврши земањето на примероци од секој пријавен учесник за дегустациите во надпреварите за најдобро домашно вино и домашна ракија. Оваа година во надпреварот за најдобро домашно вино имаше пријавено 25 учесници, а за надпреварот за најдобро домашна ракија 28 учесници. Дегустацијата и оценувањето на собраните примероци ќе изврши дегустациона комисија, составена од тројца енолози во сабота, а победниците ќе бидат прогласени на трибината, која ќе се одржи истиот ден со почеток од 18 часот во Ценет. Реализирана уште една успешна крводарителска акција во винарската визба Тиквеш. За само 3 часа од почетокот на акцијата беа собрани над 20 крвни единици. Акцијата беше во организација на Општинската организација на Црвениот крст од Кавадарци во соработка со винаријата Тиквеш и Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. Успешна крводарителска акција денеска беше реализирана во винарската визба Тиквеш. Хуманоста на дело имаа можност да ја покажат вработените во винаријата и преку дарувањето крв да спасат нечиј живот. За само 3 часа од почетокот на акцијата беа собрани на 20 единици крвна плазма. Можам веднаш на почетокот да ја пофалам акцијата, односно нејзината успешност, да ги поздравам раководните луѓе и сите вработени во оваа компанија, кои што уште еднаш покажа високо ниво, односно висок степен на професионалност, посебно кога се работи за нивната хуманост и солидарност. Особено радува фактот што од година во година бројот на крводарители на оваа редовна крводарителска акција е во пораст. Бројката е задоволителна до сега, над 20 дарители имаме. Инаку процедурата е, пред секое дарување задолжителен е преглед на дарителот, најголемо се обрнува внимание на висината на притисокот и на вредност на хемоглобин во крвта. Стефан Велков, вработен во винаријата, кој 20 пати доброволно дарува крв, ја поздрави акцијата и го нагласи значењето на секоја дарувана крвна единица која спасува живот. Дојдовме да дадеме и да бидеме хуманитарни. Од една страна, за тоа што никој пат не се знае тоа кесичка крв, која што ќе се донира на кого најмногу ќе му биде потребна и кога и каде. Крводарувањето не само што представува највисок чин на хуманост, туку и крвта е незаменлив лек, секојдневно потребен за спасување на многу животи. Од година на година бројот на крводарители се повеќе расте, што значи се буди хуманоста и солидарноста кај нашите граѓани. Министерката за култура на средба со холандскиот амбасадор во Македонија. Државата ќе им помогне на младите земјоделци кои сакаат да почнат собствен бизнис. Ова се вестите од Македонија. Министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска денеска имаше работна средба со Вилијам Ваутер Пломб, амбасадор на Кралството Холандија во Република Македонија. На средбата, како што информира Министерството за култура, соговорниците се согласиле дека Република Македонија и Кралството Холандија имаат одлични културни врски, кои се одликуваат со реализација на голем број проекти од сите дејности на културата. На средбата, како што се наведува, станало збор и за иницијативата за продлабочување на соработката, и тоа преку поголема размена на експерти, уметници и проекти. Тие ја нагласиле и важноста за Центарот за дизајн и иновации јавна соба, кој има исклучителна соработка со експертите од Кралството Холандија, земја која е лидер во областа на креативните индустрии. Владината подршка на земјоделството и руралниот развој нуди финансиска помош од 600.000 денари за млади, кои сакаат да започнат собствен бизнис во земјоделието. За да се добие оваа финансиска подршка, потребно е заинтересираните да не се постари од 40 години и во последните 18 месеци да бидат регистрирани како индивидуален земјоделец или трговец поединец. Она што е важно е образованието на кандидатот. Пожелно е тој да има средно земјоделско образование и да ги почитува добрите земјоделски практики и мерките за заштита на природата. Со оваа мерка се финансирани земјоделските бизниси на 170 млади фармери. Огласот ќе трае до 3 март, а аплицирањето е исклучиво електронски.
Јужна Кореја денес започна да ја затвара индустријската зона со Северна Кореја. Германија и Турција постигнаа значителен напредок во напорите да ги убедат земјите членки на НАТО за вклучување на алијансата во справувањето со илегалниот транспорт на мигранти. Светот денеска. Како одговор на неодамнешното истрелување на балистичка ракета од страна на Пјонгјанг, Јужна Кореја денеска започна да ја затвора индустријската зона со Северна Кореја во градот Кесон. Јужнокорејски камиони ја преминуваат границата со Северна Кореја за да ги вратат стоките и опремата произведени во заедничкиот индустријски комплекс. Зоната во Кесон беше отворена во 2004 година како символ на помирувањето меѓу овие две земји, но и еден од последните заеднички проекти на соработка меѓу Сеул и Пјонгјанг. Се уште не е познато колку време ќе одземе затворањето на Кесонскиот комплекс, како и прекинот на активностите на јужнокорејските компании. Германија и Турција постигнаа значителен напредок во напорите да ги убедат земјите членки на НАТО за вклучување на алијансата во справувањето со илегалниот транспорт на мигранти преку Егејското море, пренесуваат германските медиуми. Повикувајќи се на извори во германската влада, се наведува дека Грција може да биде убедена да го поддржи предлогот за вклучување на сили на НАТО во справувањето со бегалската криза. На денешниот втор ден од средбата на министрите за одбрана на земјите членки на НАТО во Брисел, една од темите ќе бидат и деталите од планот за отпочнување мисија на силите на алијансата против илегалната миграција во Егејското море. Кошаркарите на МЗТ Скопје со убедлива победа над Струмица, познати двојките во футсал купот на Македонија. Следуваат спортските вести. Кошаркарите на МЗТ Скопје со убедлива победа над Струмица од 94-56 го затворија 16-тото коло во првата лига. На овој начин аеродромци ја оправдаа фаворитската улога и со подигнат морал по несреќниот пораз од Будукирост во АБА лигата ќе патува во Хрватска, каде веќе во петок ги очекува нов дуел во обрат преварување со Задар. Најефикасен поединец во редовите на МЗТ Скопје беше Горијан Марковски со 16 поени, еден повеќе од браќата Урош и Марко Луковиќ. Во поразената екипа на Струмица, најефикасен беше Андријанич со 12 поени, еден помалку од Гоцевски кој беше стрелец на 11 поени. Извлечени се двојките за осми на финалето од Купот на Македонија во футсал, во кој екипите на Железарец ќе гостува кај тимот на Кратово. Во останатите надпревари се среќаваат Хедикс против Саса, Скопје ќе биде домаќин на Форца, Ројал и Лерет ќе игра против Се Университи, Шкубе пред своја публика ќе игра со Цико. Биџо на домашен терен ќе се обиде да го елиминира тимот на Црна Река, Велес ќе игра во Овчеполе, а во последниот надпревар Јувентус Серава ќе биде домаќин на Малајакс. Надпреварите од осми на финалето на Купот на Македонија во футсал ќе бидат одиграни на 17 и 18 февруари. Наскоро градскиот стадион во Велес ќе биде домаќин на Шкендија, потврдио Тетовскиот клуб, поради лошите услови на терените во Скопје, Куманово и Кичево, каде Шкендија ги пречекуваше своите противници во првиот дел од сезоната. Како и реконструкцијата на стадионот во Тетово, овој пат раководството на клубот одлучи своите домашни надпревари да ги одигра на теренот со вештачка трева во Велес. Шкендија својот последен контролен надпревар ќе го одигра во Велес против екипата на Влаз Рими во недела со почеток од 14 часот. Последниот надпревар на легендарниот кошаркар на Лейкерс и Коби Брајант ја одбележа вечерта во НБА лигата. Од 12 надпревари кои беа на програмата, најинтересен беше токму оној помеѓу Кливленд и Лейкерс, во кој победници беа домакините со резултат 120 наспрема 111. Уште еден настан кој го одбележа овој надпревар беше емотивниот поздрав помеѓу Брајант и Леброн Джеймс, додека 20.000 навивачи ракоплеска. Има огромна
на почит меѓу нас двајцата. Некогаш не е потребно да се каже тоа што се знае. Кај него најмногу се восхитувам на надпреварувачкиот дух. Тој остави многу за нашата кошарка, изјави Леброн Джеймс по надпреварот. Од останатите надпревари, Портланд славеше над Хјустон со 116 наспрема 103, додека Голден Стейт со нова рутинска победа. Драмата и победата на Бостон над Клиперс исто така беше еден од поинтересните надпревари од вчерашната програма во НБА лигата. Фудбалскиот великан Бајер Минхен и Борусија Дортмунд во германската Бундеслига го избегнаа меѓусебниот дуел во полуфиналето на Купот на Германија. По вчерашната победа на Бајерн со 3:0 против второлигашот Бохум, шампионот на Германија во борба за финале ќе одигра дуел против тимот на Вердер, додека милионерите за влез во финале ќе имаат значително потешка задача, играјќи против изненадувањето на оваа сезона, тимот на Херта од Берлин. Времето денеска променливо облачно со повремени врнежи од дожд, максималната температура до 15 степени. Еве ги деталите. Благодарам на вниманието, почитувани. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно.